Она што е констатирано како генерален заклучок од ПРИБЕ, треба тоа да доживее што побрза примена во пракса. За сите ние во поединечни случаи да видиме дека се применува. А затоа јас и во претходниот период дадов, еве да речеме, време од итни да дојдеме до битни. Еве ги битните кои што треба реформи да се спроведат сега летово. Што значи сето тоа? Во пракса судството, јавното обвинителство и другите органи, последиците се на долг рок од одлуките што овие органи ги носат. Како што кажавте и вие, овие сомнежи што се јавуваат при изборите, при разрешувањата, при дисциплински постапки, што ги спроведуваат овие органи, оставаат долготрајна недоверба или доверба во однос на нивната работа. Тоа само укажува на фактот дека овие реформи треба да бидат подлабински. Да не заборавиме, да не бидат само мали законски измени, туку да се навлезе во суштината. Што тоа ќе значи кога утре ќе избираме нови обвинители и суди, или што тоа значи на оние што веќе се унапредени и избрани. Ние имаме во последниве неколку години еден голем број, голем процент, околу 77% во последниве 8 години што се унапредени, да речеме, суди. Ни сите судови во Македонија. Тие суди се унапредени врз основа на главно квантитативни критериуми. А и кога ќе ја погледнеме праксата на судскиот совет, некогаш го почитува највисокиот број бодови, некогаш не, сега основано се поставува прашањето од аспект на тие што не се унапредени, еве да речеме, а заслужуваат. Пример, како тие ги доживуваат овие реформи? Кога тие ќе речат дека навистина вреди, нели, да се работи да понатаму. А кога ќе ги погледнеме од аспект на граѓаните, тогаш е навистина долгорочно.